Здраво! Добредојдете на заврзаниот курс по англиски јазик за мистери, мисици и други представници. Тука ќе учиме како да ја представувате нашата земја надвор од нашите граници. При представување на нашата земја секојаш првим треба да научите запознавање. За запознавање може да се користат следниве изрази. Hi, што значи здраво. Здраво значи исто така и hello. Внимавајте при користење на вториот израз, односно hello. Нешто е налик на нашето ало, затоа што има х однапред и едно меко у на крај. Да повториме. Hi. И другиот израз hello. Секоја чест. Вие сте на правиот пат. Постои трета форма на запознавање кој што може да се користи особено кај помладата популација. Таа форма се разликува во однос дали се обраќате кон женско или кон машко. Девојките може да се обраќаат кон машките со hey, а машките може да се обраќаат кон девојките со hey. Да повториме. Девојките кон машките hey, а машките кон девојките hey. Одлично, секоја чест. Доколку случајно се сретнете со повозрасни личности, може да ги користите следниве форми за поздравување. И тоа во зависност од дали е добро утро, добар ден или добра вечер. Или good morning, добро утро, good afternoon, добар ден, и good evening, добра вечер. Доколку случајно се сретнете со некој од жирито и сакате да оставите особен впечаток за вашето познавање на англискиот јазик, може да користите посебната форма за поздравување. А таа е лека ноќ, односно на англиски let's fuck. Да повториме уште еднаш. Добро утро, good morning, добар ден, good afternoon, добра вечер, good evening. И особено корисната форма за лека ноќ let's fuck. Секоја чест. Секоја чест. Алал да ви е. Доколку отидете во некој кафич, бар или ресторан, сигурно ќе сакате нешто да нарачате. Слободно повикајте го келнерот или келнерката со оние зборови кои што веќе ги користите. Односно, доколку е келнер, hey. Доколку е келнерка, hey. Откако ќе ве забележи и ќе ви прииде, слободно од него или неја побарете мени, односно на англиски menu. Ќе ви го даде менито. Разгледувајте го цело време. Гледате да има што повеќе слики, за да ви биде јасно што нарачувате. Баталете ги зборовите. И онака нема теоретска шанса да разберете, а не имаме премалку време за да ви објаснуваме. Најдете нешто што ви се допаѓа. Покажете го со едниот прст, повикајте го келнерот и речете му this. На него ќе му биде јасно што е тоа што го нарачувате. Откако ќе помине одредено време и тој ќе сака да ви наплати. Ќе дојде со сметката и вие ќе паднете во несвест. Тогаш користете го овој израз. I don't understand. Се до тој степен се дека не се најде некој фин господин или господја кој ќе сака да ви ја плати сметката за вас. Тогаш користите ја онаа форма за најчесто изразување на благодарност. Let's fuck. Одлично. Што току научите како да се поминате убаво една вечер. За самиот крај, дадем ми еден пример како треба еден представник да представи својата земја надвор од нејзините граници. И тоа на англиски јазик. Следново слободно можете да го запишете. Ќе ви се најде. Когаш тогаш. За не дај Боже. Hi, my name is Пополни место со име. I come from Пополни место со град, which is a city in the Republic of Macedonia. I like Пополни со нешто што сакаш. I'm very fond of the country that I'm visiting right now. The food is excellent and the people are kind too. Thank you and let's fuck. Доколку дојдеш од Скопје, кој што е главен град на Република Македонија, можеш да кажеш и I come from Skopje, the capital of the Republic of Macedonia. Благодариме на вниманието и let's fuck!